да му се заблагодарам на Социјалдемократскиот сојуз за поканата денеска во Куманово да зборуваме на оваа тема Македонија во Европската унија 2030 година. А мене да бидам во Куманово ми е секогаш задоволство и чест. Зошто? Затоа што тука гледам многу познати ликови со кои што сме соработувале на различни основи по различни поводи. И за мене Куманово ќе се обидам да додадам на списокот на епитети претходно споменат од моите колеги говорници, символ за граѓанство, символ за мултиетничност, за мултикултуралност, за мултијазичност, за мултиконфесионалност, символ за солидарност, символ за емпатија, символ за добрососедство и за прекогранична соработка. И сето ова гордо стои на секој еден граѓанин на Куманово. Јас како да речем, ми се свежи, се уште ги паметам сликите од тоа, јас бев тогаш релативно млада, многу помлада од сега во секој случај, кога соработувавме и со граѓаните, и со граѓанските организации, и со општината за време на конфликтот 2001 година, кога градоначалник беше господинот Слободан Ковачевски. И од тогаш сите овие години наваму, граѓаните на Куманово биле секогаш на вистинската страна. И сега ќе зборуваме, денеска треба да зборуваме на тема Македонија, Северна Македонија во Европската унија 2030 година. И што е тоа што треба да го направиме, и ќе се обидам да бидам малку поразлична, иако сигурно нема да можам да избегам од тоа што го кажаа моите колеги претходни говорници. Сакам пред да кажам што треба да направиме ние и што треба да лобираме и да се застапуваме да направи Европската унија, за да овој план, оваа цел 2030 стане реалност, сакам да одговорам на 3 прашања. Првото е зошто сега? Зошто сега нам ни се потребни, неопходни, итни, брзи исчекори во процесот на пристапување? Второто прашање е зошто целата опозиција, но пред се најголемата опозицијска партија во македонскиот блок ВМРО-ДПМН треба оберучке, што би се рекло, да влезе во процесот на поддршка на уставните измени како партија, не како поединци. И третото прашање е зошто овој процес мора да биде отворен, зошто овој процес мора да биде искомунициран со граѓаните и со јавноста на еден разбирлив и јасен јазик. Кога зборуваме зошто сега, ќе пробам да бидам кратка и мислам дека на сите ви е јасно. Воената агресија што Русија има врз Украина е нешто што сакале да признаеме или не, дефинитивно го забрза процесот на пристапување на Европската унија, која што претходно беше влезена во една летаргична фаза, а самата таа летаргија почувствувавме и ние со француското вето односно предлогот за промена на методологијата за пристапување, што потоа следеше ветото од нашиот источен сосед. Меѓутоа, овој прозорец, за жал, овој конфликт, воен конфликт, кој што отвори прозорец за забрзување на процесот на пристапување, верувам, знаеме, не сме наивни, нема да трае вечно. Украина и Молдавија, заедно со Босна и Херцеговина, уште минатата година по скратена постапка станаа држави кандидатки. Претендираат да бидат локомотива на процесот на проширување. Многу е изгледно дека Украина до крајот на 24 година ќе добие почеток на преговорите со Европската унија. А зашто ја потенцирам Украина со сета нејзина несреќа во моментов? Украина е држава џин. Украина е геостратешки, геополитички, економски страшно важна и за Европа, и за Истокот. И Украина, наметнувајќи се себе си да биде лидер во процесот на проширување, прави да државите од Западен Балкан мора, вклучително и нашава држава, да најдат начини на кои што ќе ја покажат својата уникатност, да најдат начини на кои што ќе се наметнат да од процесот извлечат максимум. Колку за споредба, во моментов Европската комисија има предлог финансиски инструмент, најголем досега во историјата за поддршка на трети држави,
кој што ќе изнесува до 50 милиарди евра, доколку истиот го прифати Европскиот парламент и Европскиот совет за поддршка толкму на Украина. И тоа за 3 години, 2024-2028. Сите држави од Западен Балкан, овие 6, со се Турција, преку предпристапната помош, само колку за илустрација, за 7 години имаме 14 милиарди евра. 14 милиарди евра за 7 години за 7 држави наспрема 50 милиарди за 3 години за една држава Украина. Тоа е само една илустрација на тоа како фокусот на Европската Унија и на економски, и на финансиски, и на политички, и на безбедносен план ќе се менува еднаш кога ќе мора Украина да биде ставена на трасата на мирот, се надевам, пред се, а потоа и на реконструкцијата. 2024 година, спомена и премиерот, претходно изборна година и за Европскиот парламент и во Македонија и во Соединетите држави. Европскиот парламент, кој што ќе биде изгласан, новите членови на Европскиот парламент до година, ќе треба да изгласаат новата Европска комисија. Новата Европска комисија потенцијално може да утврди поинакви насоки на планот на политиката на проширувањето. Може да одлучи теоретски да се занимава со реформите внатре во Европската Унија повеќе отколку што би се занимавала со проширувањето и со забрзување на процесот на пристапување на државите од регионот. И ние сега во тие услови, во вакви услови, треба да сме премногу не од тука, треба да сме премногу насоне, за да не сватиме дека следните 6 месеци, 6 до 9, ама ја би рекла 6, се клучни за да го направиме исчекорот и тоа што се бара од нас во овој момент. А што е тоа? Тоа е пред се уставните измени за кои што се бара двотретинско мнозинство во парламентот, значи без поддршка на опозицијата не може да се случат. И изработката на овие патокази кои што треба да ги изработат институциите и владата кои беа споменати понатаму. И сега имаме опозиција за која што, ако ме прашавте што треба да се направи, имаше прашања. Пред 3 недели исто така беа актуелни за да се обезбеди широк општествен и политички консензус на темата Европска унија и европска интеграција. Кажував и ќе ви кажев, па власта е таа што треба да обезбеди да сите актери во ова општество бидат дел од процесот. Денеска ќе ви одговорам поинаку. Денеска владеачката коалиција, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, подаде не една рака, подаде 2 раце и рече: повелете, влезете во владата, иако го немате добиено мандатот од граѓаните, ќе ви обезбедиме места, но во интерес на тоа пробајте да излезете од сопствените партиски интереси и напредокот на државата да ви биде поважен, изгласајте ги уставните измени во собранието. Нешто што, ако јас се прашувам како консензус меѓу партиите, меѓу најголемите партии, ќе биде неопходно да се одржува и по промената на уставот, затоа што европската агенда бара реформи кои што се тешки, болни, бара реформи за кои што општеството ќе биде свесно, ќе биде вклучено, за реформи за кои што ќе има поддршка кај мнозинството и кај сите. Не знам дали тоа ќе се случи, но знам дека доколку не се случи, Северна Македонија ризикува да остане на паркингот покрај коловозот, кој што може да биде и автопат, за сите наши соседи, и за Албанија, и за Србија, и за Црна Гора. И ние, многу ме потсеќа, уште ова ќе го кажам, овој период многу да ме потсеќа на 2005 година, ако се сеќавате, кога го добивме кандидатскиот статус. Исто така беше страшна еуфорија, имаше огромна политичка волја, беше завршена огромна работа. Кандидатскиот статус дојде непосредно по неколку години по рамковниот договор. Беше сите овие напори на тогашната влада, повторно предводена од Социјалдемократскиот сојуз, беа наградени со кандидатски статус и повторно бевме во очи на избори и повторно бевме во очи на некаков исчекор и наш компромис тогаш за името со Грција.
И не го направивме. И ни се случи што? Ни се случи 2006, понатаму не сакам 2008 самитот во Букурешт, понатаму не сакам да зборувам со што се требаше да се соочуваме како демократија и граѓанство во следните 11 години. И се плашам, навистина се плашам, да не ова сценарио рефлектира една таква слика за никого, ни за себе си, ни за своите деца, ни за целата држава, не го посакувам, особено после 3 години напори да нешто направиме. Процесот треба да биде отворен и да ги вклучува сите, затоа што на тој начин ќе обезбедиме да сите бидеме подеднакво информирани, а не дезинформирани, што тој значи. На тој начин сите ќе имаме можност да учиме што Европската Унија, незините политики, незините институции, незините инструменти значат, како може да ги примениме и да ги подобриме. Зборуваме и како граѓани, и како бизнис заедница, и како академска заедница, и како представници на различните нивоа на власт и така натаму. А тука имаме многу што да учиме и се надевам дека ако направиме напредок, тоа и така ќе изгледа. Сега, што е она, и ќе бидам кратка, што е она што треба да го направиме во следниве 6 до 9 месеци во кои што мора да бидеме исклучително креативни, исклучително разумни и исклучително упорни и посветени. Покрај тоа што нели треба да се донесат уставните измени, тоа неминовно е, кумулативен услов е дека треба да ги изготвиме овие 3 патокази што треба да ги изработат институциите кои што се дел од преговарачката рамка, заедно со еден акцијски план за малцинските прашања за кои што патем биде речено, мислам дека имаме основа заради рамковниот договор и 20 години практицирање мултикултурно општество да брилираме. Тоа треба да се заврши едновремено за да можеме до декември да го отвориме првиот кластер кој што се однесува на fundamentals. Втора работа во тој контекст, мислам дека е многу важно владата да ја формализира и да ја доекипира преговарачката структура, затоа што на тој начин ќе даде импулс и дома, ќе даде импулс и ке државите членки дека ние, односно владата, не се откажува и покрај сите препреки што во моментов ги имаме дома, не се откажува од тоа дека работи и е сериозна на планот на напредокот во европската интеграција. Она што е битно, мислам дека во сите тела кои што во моментов постојат институционално или меѓуинституционално, а кои што се однесуваат на спроведување на билатералниот договор со Бугарија, неопходно е представниците на сите нивоа, и на власта, но и на граѓанските организации, и на собранието, да лобираат кај нашите европски партнери и сојузници на овие маси да донесеме професионалци и експерти од Европската Унија, кои што ќе бидат независниот арбитар. Нема да бидеме сами во мешовитата историска комисија и образовна со Бугарија, ние наспрема бугарските представници ќе има и некој арбитар. Тоа што билатералното прашање на договорот со Бугарија на некој начин беше интернализирано со преговарачката рамка, значи е дел од преговарачката рамка, зашто многумина се бунеа дека се бугаризира преговарачката рамка, јас мислам дека ни е предност. Мислам дека тоа ни нуди можност да ги поканиме нашите европски колеги и сојузници да ни помогнат да не биде спорот наш со Бугарија билатерален тет-а-тет и да биде пообјективен. Мислам, и уште една работа што е битна, мислам дека мора да се најдат механизми. Зашто е неопходно и мислам дека може да се најде на поддршка и на соработка дури и кај Европската Унија, да обезбедиме систем на администрација која што ќе биде поддршка на процесот, кој што ќе биде имун на промена на владеачки гарнитури. Видете, процесот на пристапување во Европската Унија не е за утре. Тој не е процес што ќе трае 1 година. Јас се надевам дека ќе трае 4-5 наместо 7-8. Во тој период теоретски е возможно да се променат различни владеачки гарнитури, му се бенесувало на некој или не. Она што државата како држава треба да го обезбеди во интерес на своите граѓани е дека
капацитетите во институциите кои што ќе го водат процесот, ќе бидат поставени така што ќе бидат имуни на промените, под број 1, под број 2, ќе бидат доволно мотивирани и доволно екипирани со знаења да може да се носат со процесот. И четврта работа, како држава, визави ова што го кажа фон дер Лајен на форумот во Глобсек у Братислава, поврзано со фазното пристапување. Се надеваме дека Европската унија многу брзо ќе го операционализира ова фазно пристапување и ќе ги понуди инструментите и нивоата и начините каде државата, во случајов ние, ќе може да учествуваме и да ги очувствуваме како граѓани придобивките од членството во Европската унија пред полноправното членство. Тоа значува фазно пристапување. Во контекст на тоа, да евентуално го дочекаме, се знае планот дека ќе се однесува на делот на единствениот пазар, на регионалната економска соработка, на владење со правото и така натаму. За да го дочекаме подготвени, мислам дека ние треба да си ги измапираме многу темелно и многу прецизно секторите во кои што, како држава, имаме во моментов компаративна предност или сме конкурентски подготвени, каде што нам би ни било од интерес и од можност, и ми биле во можност да пристапиме порано од, не знам, следните 3-4 години. На Европската унија, мислам дека и тука и граѓаните, и собранието, и владата пред се имаат улога. Мислам дека треба да се лобира, апсолутно стојам за тоа, дека оваа целна дата 2030 треба да биде предмет на сериозни застапувања. Знам и дека има процеси што се случуваат. Се разбира, идеално би било доколку Европскиот совет донесе некоја заедничка позиција на планот дека државите од Западен Балкан би биле членки на Европската унија до 2030, но еве барем некаква комуникација од Европската комисија, која што ќе ја зацрта 2030 како датум за членство, што ќе значи дека Европската унија ќе се заземе да сопствените политики кои што ги креира во следниот период, а и буџетот, следниот буџет 28 како доаѓа 34-та, ќе го има предвид членството на овие држави од Западен Балкан. Мислам дека е тоа многу значено, мислам дека е моментот сега. Мислам дека до година, зошто? Затоа што оваа Европска комисија, која што условно речено има уште година дена, помалку од година дена пред заминување, сака да остави нешто во наследство. И кога сакате да оставите легаси, многу е битно да имате за што да се фатите. Тука ќе запрам. Можам до утре.